Добро вечер. Собранието денеска по втор пат го ратификуваше договорот со Грција за решавање на спорот со името. Опозицијската партија возврати со кривични пријави против премиерот, министри и пратениците кои гласаа за договорот. Додека се подготвува терен за референдумот, Жешко Лето најавува опозицијата. За се во ова вечерва во топ тема на ваша страна разговараме со лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме, благодарам на поканата и чести задоволство да бидам дел од вашата емисија. Да морам да споменам дека гледаме дека се обидувате, создавате нов имидж на ВМРО ДПМН и како еден позитивен исчекор е токму вашето често гостување и во дебати, ја отворивте партијата кон медиумите и сосема го променивте односот кон медиумите и мораме да констатираме дека тука навистина правите една благодарам, позитивна... Благодарам, ќе сватам како комплимент, како човек сум отворен, искрен, чесен и принципиелен и во принцип луѓето кои што се околу мене и во партиските структури се обидуваме да бидеме што е можно повеќе отворени кон јавноста, затоа што опозицијата е онаа која што треба да биде коректив на власта во секоја една држава. Сакаме да ги аргументираме нашите критики, се разбира, и прозорец кон јавноста, се разбира, се медиумите. ВМРО ДПМН добро што става таков впечаток во јавноста и кај вас новинарите дека е отворена и подготвена да одговара на сите прашања без разлика на темата на истите. Да, со оглед на тоа каква беше ситуацијата во медиумите, сигурно сум дека тоа ќе придонесе да се промени и целата медиумска сфера. Но вечерва разговараме за она што е најголема тема во моментот и она што се случуваше денеска. Веќе кажав, повторно е ратификуван договорот за решавање на спорот со името. Вие одговоривте со кривични пријави. Господине Мицковски, дали ви е мака, ќе пукнете ли од мака, што вие не го решивте спорот со името додека ВМРО ДПМН беше на власт и за да ја внесете Македонија во Европската Унија и НАТО? Тоа го изјави премиерот Заев. Да, ќе пукнеме од мака кога гледаме како се распродава државниот и национален интерес во татковината во која што сме родени, во која што сме се образувале во најголем дел и во која што растеме, сме основале семејства, сме формирале пријателство, другарство и гледаме како првиот најповикан да ја води државата во насока во која што треба да ја води, а тоа е насоката на просперитет, насоката на економски развој, насоката на реформи, води во спротивна насока, односно пред она во кое што се законово, тоа е уставот, гледаме дека безмилосно го крши, па и уште дрско и безобразно во законодавниот дом пред пратениците се обраќа на ваков начин кој што вие сега го цитиравте, дека дали им е криво кон пратениците на ВМРО ДПМН, се разбира беше упатена оваа реплика од негова страна. И да, ја користам оваа прилика да кажам навистина ни е криво и ќе пукнеме од мака што ова и се случува на нашата татковина и ќе се обидеме да со сите оние расположиви средства и алатки кои што ни стојат на располагање да одговориме на ваков тип на провокации, да го заштитиме државниот и националниот интерес на нашата татковина, да се обидеме да на граѓаните во големо мнозинство им ги разобличиме овие погрешни политики кои што ги води Социјалдемократскиот сојуз и претседателот на владата господин Зоран Заев, но кога станува збор за колнењето, тоа е негова одлика да често пати се колне, гледаме дека и покрај тие колнење он истите ги прекршува, така што она што се законно пред уставот дека ќе ги штити интересите на граѓаните, ќе го штити државниот и национален интерес, ќе ги штити законите и уставот, во пракса се случува сосема спротивното. Добро, премиерот Заев смета дека токму тоа го прави, но вие како опозиција се разбира имате контрастав. На 12 јуни кога беше објавено дека е постигнат договорот со Грција, излеговте на пресконференција и изјавивте дека референдум ќе има за името, затоа што ВМРО ДПМН секогаш се залагала за тоа и вие ќе излезете и ќе гласате. Ќе гласате ли, господине Мицковски, на референдум? Да бидеме попрецизни, тоа беше пресконференција веднаш после пресконференцијата која што организираше претседателот на владата, господин Заев, каде што и го представи на јавност ова капитулантско дело. Тогаш, како претседател на ВМРО ДПМН, позади себе со придружуван од
извршниот комитет на партијата, бидејќи имавме водена седница на извршниот комитет, која што се разгледуваше на настанатата ситуација, тоа беше обзнанувањето на ова капитулантско дело. Реагиравме и ги кажавме нашите позиции, ги повторивме оние позиции, но исто така го осудивме истото уште на самиот почеток. И на прашање на новинарите, односно прашањето беше прилично прецизно и јасно, доколку овој договор биде на референдум, дали би гласале? Јас реков да, ќе гласам и ќе гласам против овој договор, бидејќи верувам дека истиот е погрешен и дека овој договор е спротивен на државните и националните интереси на Република Македонија. Но работите гледате од тогаш до денеска се менуваат, изјавите се менуваат и на претседателот на владата, но и што се на министрите. промени од тогаш до денеска? Да, после тоа беше подпишан договорот, тоа е новиот. Видете, ние сега имаме објавен. Што се промени? Па ние имаме ситуација кога немаме јасна позиција дали најпрво ќе имаме референдум или ќе немаме. Зошто тоа не е јасно? Премиерот Заев и владата велат ќе има референдум, се планира да биде распишан на 17 јули. Јас не знам како го планира тоа да го распише премиерот Заев тој референдум, кога за тоа е потребно најпрво да имаме формирана државна изборна комисија. Државната изборна комисија, како што знаете, до ден денеска не е формирана. Денеска стигна обвинување дека токму ВМРО-ДПМН, дали вие го кочите формирањето на државната изборна комисија, бидејќи пратеникот Илија Димовски не ја свикува комисијата која треба Не, апсолутно не е точен. Да ги избере членовите на не само што не е точно, него тоа е и брутална злоупотреба на јавноста, како што впрочем беше и правило во минатото да имаме какафонија во изјавите од страна на премиерот и од страна на јуришниците кои што се околу него и нормално во немоќ секогаш одиме на картата обвини го ВМРО-ДПМН, но каква е реалноста? Реалноста е следна. Не може да се гледа ДИК издвоено од поширокиот опфат кој што уште во март месец беше дел од преговорите помеѓу опозицијата и владата во тој момент. Почетокот, односно гантограмотна активности беше да се изработат, изготват така наречените реформски закони кои што во тоа време беа предуслов да Република Македонија добие позитивна препорака за отпуштување преговори со Европската унија. ВМРО-ДПМН работеше интензивно и јас во многу наврати во минатото сум го кажал, тоа и ќе го повторам дека практично ВМРО-ДПМН ги изработи тие и благодарение на учеството на ВМРО-ДПМН тие може да се кажат барем во одреден дел реформски закони, бидејќи она верзија која што не беше ставена на маса беше далеко од содржината да бидат тие реформски закони. Тоа го направивме. ВМРО-ДПМН, како што знаете, тогаш се врати во собранието, ги изгласа реформските закони. Потоа следеше процес кога требаше да се подржат други два закона. Тоа се законот за финансирање на политичките партии, но исто така и законот за влада, каде што треба да се регулира во самиот закон постоењето на техничка влада, да се опише тоа како понатаму ќе функционира, до кога и слично. Како што гледате, тоа не се случува. И дури потоа гантограмски, како крај на тој поширок опфат на закони, требаше да следи усвојувањето на ДИК, односно формирањето на државната изборна комисија. Настрана фактот што добро е да знаат гледачите дека законот веќе не е полноправен, односно не е важечки, бидејќи на 29 јуни тој истече. Така што сега најмалку по законот за формирање на државната изборна комисија, тој беше донесен и до 29 јуни требаше според тој закон да се формира државната изборна комисија. За жал тоа не се случи поради калкулантскиот однос на СДСМ за нешто што е договорено неколку месеци претходно и тактизирањето нивна страна, како што впрочем се случуваше многу пати во минатото. Да, но во меѓувреме вие ги договоривте членовите на сите партии, дадоа своји предлози за членови на државната изборна комисија. Не знам од каде ви оваа информација, бидејќи таму јас колку што знам последно е дека има околу 14 лица пријавени, ако ги знаете. И претседател треба да биде од ВМРО-ДПМН, веќе се спомни. Ако вие ги знаете имињата на тие, помогнете ми па да ги дознам јас. Мислам дека Дерковски треба да биде претседател на државната изборна комисија. Тоа е се неофицијално. Ама вие мислите, тоа значи дека не се договорени. Се повикувам на медиумите, да. Ама јас сум сериозен човек и не би се повикувал на шпекулации не само што не е договорено, него не сме ни седнале за да разговараме на таа тема, а во меѓувреме, како што ви кажав, законот измина и државната изборна комисија воопшто не се формираше. Така што најпрво треба да седнеме и да поразговараме за продолжување на тој рок, па дури потоа да седнеме да збориме за персонални решенија, кои што доаѓаат како последен елемент во целиот овој поширок опфат на гледање на работите.
Нормално дека работите во животот, па така и во политиката, треба да имате на редослед, кога ќе се договорите, треба тоа да биде испочитувано. Кој е редослед до сега за да дојдеме до формирање на државната изборна комисија? Ако ме следевте внимателно, значи најпрво имавме еден поширок опфат, тоа беа така наречените реформски закони, ВМРО ДПМН малте не ги изработи истите, потоа рековме следи процесот на овие другите два закона кои што ги спомена, па дури потоа Ганто Грамски според она динамика која што тогаш ја усвоивме, ова сакам да бидам прецизен, не е сега предмет на преговори, ова беше договорено во ние преговори уште во март месец и еве доаѓаме до една фаза кога процесот е застанат, закочен, зашто треба можеби ова прашање да го... Работите групи во собранието се состануваат на двете партии? Па тие се состанува до одреден момент, додека не застана и од тој момент сега чекаме поврат на страна на Социјалдемократскиот сојуз, за жал еве. Се уште немаме... Дали би се јавил премиерот Заев? Не. Воопшто не ве исконтактирал помеѓу овие негови престои во Брисел? Видете, комуникацијата... Во целиот овој период немате комуникација, нема договор и треба да седнете вие двајца да ги договорите овие работи, очекува да ве повика? Ако ми дозволите сега да одговорам. Ево вака. Да, повелете. Ево вака. Политичките субјекти имаат, се разбира, претседатели, тие треба да комуницираат во оној момент кога нешто е значајно за државата. Кога беше значајно, за жал, јас немав комуникација со претседателот на владата. Исто така немам ни сега комуникација на оваа тема, но да, во одреден период, во одредена фаза, овие тимови од двете политички партии се состануваа, комуницираа околу содржината на истите закони, иако, повторно морам да кажам, истите закони беа договорени уште во март месец. Од не знам какви причини, секоја наредна следба, некој од страната на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, СДСМ, имаше некакво бледо, стерилно образложение, не го слушнавме, не се консултиравме, не направивме внатре-партиска дебата, ама да видиме ова, да видиме оно, иако тоа веќе беше договорено уште во март месец. И некако сега е во фаза на точка кога чекаме, како што кажав, повратна информација од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Еве работата стои, рокот истече за формирање на државната изборна комисија. Се најдовме сега во една многу незавидна ситуација, благодарение на СДСМ. И навистина сега тука не гледам излез сем да седнеме зрело да поразговараме околу продолжување на тој рок и да видиме како понатаму нормално ќе го продолжиме овој процес на усвојување на законски решенија согласно предвидената динамика. Затоа, да сумирам, не би го издвоил ДИК надвор од целокупниот овој процес, напротив, државната изборна комисија беше крајна фаза која што беше тогаш договорена за време на тие разговори кои што ги водеа опозицијата и владата, а кој што се однесуваше на крајот овој процес на државната изборна комисија. Да се вратам на најглавното прашање. Дали сте за одржување референдум за договорот со Грција? Па видите, кога би бил сега учесник, дали ќе поддржите? Кога би бил учесник на квиз, можеби би ви одговорил со да и со не. Јас сум сериозен човек и своите одговори ги темелам врз основа на многу факти и аргументи. Ќе видиме процесот како ќе се развива. Ние имаме сега една ситуација кога малте не ништо не е јасно. Јас наистина имам изгубено довербата било страна на институциите, било страна на официјалните лица во тие институции, за да можам да темелам било каква стратегија. Да почекаме процесот да се развива, па ќе ги влечеме нашите потези, а вие, односно преку вас, новинарите и медиумите, граѓаните ќе бидат информирани, но исто така граѓаните ќе бидат информирани преку нашето работно лето, кое што го именувавме како лето за Македонија. Зошто кога ВМРО ДПМН, идејата за референдум е на ВМРО ДПМН и секогаш била повторувана во сите изборни, кога ќе има договор меѓу Македонија и Грција, дека мора да има референдум. Сега покажувате дека колебање, дека значи во оптека и варијанта да повикате на бојкот на референдум за... Видете, ВМРО ДПМН точно е тоа, дека наназад во годините има темелено својата политика на тоа дека доколку постои договор, тогаш истиот договор ќе биде ставен на увид на јавноста и тогаш граѓаните би се изјасниле за истиот. Но најпрви ние не знаеме дали договорот ќе биде дел од евентуалното референдумско прашање. А што друго би било референдумско прашање ако не знам, договор? Јас наистина не знам дали вие може да знаете нешто повеќе па да ми кажете. Да, мислам дека премиерот Заев предвадено изјави дека ќе биде договорот
меѓутоа ќе биде поврзан и со членството во Европската унија и НАТО. Референдумското прашање. Се повикувам, значи, на изјава на премиерот од предвадена во интервју. Предпоставувам тоа е предвадена, пред 3 дена нешто друго беше, предпоставувам после 2 дена сега ќе биде нешто трето, така што навистина не би го темелел, не би ги темелел Мислам дека и во договорот пишува референдум дека ќе се одржи во Македонија. Во самиот договор кој беше подпишан во Преспа. Најверојатно не сте го прочитале, но ако сте го прочитав неколку пати. Тогаш не сте внимавале на тој член, бидејќи во членот стои if second party decides so. Тоа значи доколку втората страна одлучи да го направи. Наистина не сте го прочитале, жалам, но еве тоа е вистинската слика за тоа дали ќе имаме или ќе немаме референдум. Но повторно сега зборуваме за човек кој што најпрво ми велеше нема да дозволи, се колнеше во жица, во деца, во предци, во татковина, во дедовина. Понатаму излагаше на интервјуа каде што велеше нема да има променен устав, нема да дозволам ова табла ќе биде влада на Република Македонија, за да потоа имаме дека таа табла ќе биде влада на Северна Република Македонија. Добро, да го оставиме, заевриковме, ВМРО ДПМН секогаш ветуваше дека ќе има референдум. Јас повторно ќе се навратам на одговорот и ако ме внимавате добро, ќе ја слушнете суштината. Суштината е следна. Се обидувам да добијам поконкретен одговор. Доколку имаме јасен став околу тоа дали ќе имаме референдум, нема да имаме референдум, какво ќе биде прашањето, која ќе биде содржината, двосмислено, тросмислено, едносмислено и така натаму. Вие очекувате владата да го формулира и референдумското прашање, морам да се обидувам да ги прецизирам вашите одговори. Па видете, ние не бевме вклучени во процесот на преговори. Не бевме вклучени во процесот на креирање на овој договор. Нити па некој не консултираше, напротив, не убедуваше, зашто постојат белешки од тие состаноци кои што беа лидерски состаноци. Видете ги белешките од состанокот во јануари, ќе видите кој е консензусот на таа маса постигнат. Дека нема да има променен устав, а со цел променено уставно име. За да потоа сето ова доживее едно комплетно фијаско и понатаму ни се понуди едно капитуланско дело кој што некој, еве и вие во емисијата го нарекувате договор. Зарем вие мислите дека опозицијата треба својата стратегија да ја гради од сега за во наредните месец, два, три, кога имаме променлива политика од страна на владата. Ајде да почекаме да видиме какви ќе бидат чекорите, да го видиме амбиентот, да ја видиме политичката атмосфера во државата, па да одговориме соодветно. Ако очекувате од мене да ги антиципирам можните погрешни политики на Зоран Заев во овој момент, а кои што ќе се однесуваат на процесите кои што следат, навистина сум немоќен и ви признавам, не знам кои ќе бидат и врз основа на тоа не можам да сугерирам на партиските органи или да учествувам во било каква дебата внатре-партиска која што би исцедила некаква политика за ВМРО ДПМН. Да видиме какви ќе бидат чекорите, потезите. Што очекувате точно да ви каже Зоран Заев околу референдум? Па искрено немам идеја, бидејќи диапазонот на очекување е наистина огромен. Можеби ќе не биде кратка оваа емисија, се што може да смисли нешто може да смисли. Кое е вашето прашање до него? Дали сакате вие да има или да па не, тоа прашање... Договорот е веќе подпишан. Постои определени... Моето прашање јас го упатив на тие лидерски состаноци, ете, во интерес на тајноста и да речем домашното воспитување, нема да го обзнанам јавно, еве прашете го кој беше прашањето, кој беше неговиот одговор и така. За референдум? Па не, зборам за целиот овој процес. Да. Дали ви е прифатлива опцијата, тоа сега е некако во оптек, дека може да прашањето на референдума да биде и во негативна форма, односно да гласи дали сте против договорот за Грција, дали би прифатиле учество на референдум како партија, доколку така биде поставено прашањето? Ајде повторно ќе го повторам одговорот. Доколку би бил на квиз и доколку барате од мене одговор со да или не, или ми понудите неколку солуции, тоаш би морал да одберам некоја. Јас воопшто но не навистина, да и не. Јас сум сериозен човек и моите политики како човек, но и оние политики кои што би ги сугерирал пред партиските тела, сакам да се темелат врз основа на факти и аргументи, не би коментирал хипотетички можни
политики, така да почекаме, да видиме, бидејќи ви реков, јас во животот можам да направам профил на човек, сепак сум универзитетски професор, голем број различни профили на луѓе проминале низ тие клупи, имам некакво животно искуство од тоа прашање. Навистина профилот дека можеме да очекуваме нешто што е неочекувано, така што ајде да почекаме да видиме процесот како ќе се развива и ајде да се обидам уште еднаш. Ајде. Па што ќе зависи дали ќе има референдум за името или не? Па зависи од амбиентот и политиките во како лидер на државата. ВМРО ДПМН и за ВМРО ДПМН, амбиентот во државата е многу А да се обидете, широк диапазон на вистина амбиентот во државата. Видете, формално правно ќе зависи. Ова се однесува на конкретен проблем, конкретно. Да, еве вака. Прашање, Најпрвен така ќе зависи од тоа дали ќе биде формирана ДИК, а потоа од волјата на мнозинството пратеници во парламентот. Ако 61 одлучат да има референдум, ќе има. Ако 61 изгласаат референдумско прашање, ќе има. Но најпрвен треба да биде формирана Што ќе државната зависи изборна дали комисија. вие ќе го поддржите референдумот и ВМРО ДПМН на каков референдум ќе учествува? Па ќе зависи од политиките кои што во периодот кој што следува ќе ги практикуваме вака како политички партии во државата. Тоа значи дека не исклучувате да повикате и на бојкот. Видете, сето она кое што ВМРО ДПМН го говореше во минатото, но и сето она кое што ВМРО ДПМН го говори во иднина и ќе го говори, се темели на принципи, се темели на искреност, на честност, така што и по ова прашање и на ова прашање ќе одговориме на истиот тој начин, но да видиме најпрвен што ќе биде од страна на мнозинството во оваа држава, сервирано на увид во јавноста, да видиме какви ќе бидат тие политики, па врз основа на тоа ВМРО ДПМН ќе одговори. На хипотетички прашања се чувствувам непријатно, доколку бев на квиз, на вистина Не, ќе јас мислам одговорев. дека воопшто не е хипотетичко, многу конкретно ве прашувам каков е ставот на партијата, на социјалните мрежи. Јас многу конкретно ви одговарам, да. На социјалните мрежи дури веќе и почна некаква кампања во која се повикува за бојкот на референдума. Дали ВМРО ДПМН стои зад оваа кампања? Не, апсолутно ВМРО ДПМН не стои позади оваа кампања. Видете, кога имате нерационални политики, кога имате политики кои што се спротивни на државните и националните интереси, а вие сте дел, односно од опозицијата, во случајот председател на најголемата опозициона партија, моја чест и должност е да го зачувам достоинството на партијата, на татковината и на граѓаните во Република Македонија. Јас денеска, патувајќи од партиското седиште до вашата телевизија, најдов на неколку полициски блокади, бариери и така натаму, каде што е ограничено движењето на граѓаните во овој град. И ги прашав на што се должи се тоа полицајците, дали можеби се подготвува некакво славење, радост на граѓаните на Република Македонија, бидејќи еве во парламентот се поминало тоа што се поминало денеска. Не ми рекол од каде таа идеја, напротив, се подготвуваат протести, се подготвуваат негодување и така натаму. И навистина ме зачуди, затоа што ако навистина е нешто за славење, ако навистина е нешто добро за граѓаните, има тие бенефит, добро ќе беше да истите го прослават на улиците низ Македонија, да има некаква еуфорија, да се создаде впечаток дека навистина Македонија триумфирала, дека граѓаните ќе имаат подобар живот. После година и еден месец конечно недолго очекуван живот ќе пристигне. Знаете, за жал не е таква ситуацијата. Зошто не ги поддржувате вие? Ситуацијата е повеќе од алармантна. Да, зошто не ги граѓаните се револтирани. како ВМРО ДПМН сите оние тие граѓани протести? во Република Македонија кои што нормално на еден демократски, цивилизиран начин ќе го изразат своето незадоволство, односно на начин на кој што имаат право и согласно закони и согласно устав, ние ги поддржуваме и таков еден протест ќе одржиме, протестен собир ќе одржиме во Струмица сега во недела, таков еден одржавме во Битола, таков еден одржавме на 2 јуни. Кои се организираа веднаш. Дури дојдоа пред вашето седиште, колку што се сеќавам, една вечер од предсобрание, пред ВМРО ДПМН и побара Не, можеби погрешно сте гледале. Не беше така. Дојдоа преку ден и јас ги примив тие тројца представници, поразговаравме, ги аргументиравме и како пријатели нормално го завршивме тој состанок како луѓе кои што се загрижени за иднината на Република Македонија, на нивната татковина. Да, меѓутоа ве повикува и бара, очекува поддршка. Па видете,
Протести Сепак најголемата опозицијска партија да каде што застане, имаме потенцијални сценарија, а врз основа на нашите информации постоеше сериозна можност да луѓе инфилтрирани од страна на определени структури кои што припаѓаат на моментално владеачкото мнозинство направат некаков инцидент, да го испровоцираат гневот на граѓаните, а потоа полицијата Имаше веќе инциденти. Точно така, и мене еве до ден денеска ме зачудува министерот и вице-премиерот за заменик председател на владата јавно кажа дека едно лице кое што на оној прв протестен собир, тогаш недела мислам беше чинам, ако не се лажам, 17 јуни, со две знамења застана на хаубата на едно борбено возило, а беше замолен фино, нежно да се спушти, да се симне од истото страна на еден припадник на посебните полициски сили, рече дека ќе биде приведен или ќе биде обвинет за сторено кривично дело. Еве до ден денеска помина определен период. Добро, не беа нежни тие што фрла камења. Па токму така треба да се токму така е. Ние апелиравме истите тие да се откријат и да видиме кои се тие кои што фрлаа кон полицијата и зошто токму истите тие носеа качулки, носеа маски. А недолжни граѓани кои што таа вечер излегоа пред собранието, револтирани од капитулантското дело, односно потпишувањето на ова капитулантско дело, беа подлегнати на таков терор од страна на полицијата во тој момент, со примена на прекумерна сила, со примена на гумени куршуми, со примена на шок бомби, созавци, што дел од нив се и мои колеги од факултетот и до ден денес имаат потешкоти во решењето. Ајде, каде е ова ефикасна полициска администрација да ги открие тие луѓе, да ги види кои се сторителите, да го повика на информативен разговор овој господин кој гордо се качуваше на борбено возило, а беше фино замолен, овие недолжни луѓе беа малтене пробушени од страна на силината на тие гумени куршуми и до ден денес имаат проблеми со респираторниот систем, бидејќи беше применет созавец, шок бомби и така натаму. Не е така, затоа што некој сакаше да исконструира сценарио во кој што ВМРО ДПМН ќе биде навлечено, за да му бидат одземени сите аргументи, налик на тоа сценарио кој што беше исконструирано една година претходно. Ја видовте изјавата следниот ден од страна на министерот, кој што покрај тоа што рече дека ќе го приведе, овоја до ден денеска не го привел, кажа дека биле полицајците успешно се справиле да толпата влезе во собранието. Што ќе прави толпата во празно собрание во 8:30-9 навечер? 99% од тие луѓе излегоа затоа што се луѓе патриоти, луѓе кои што беа погодени, луѓе кои што излегле мирно да протестираат и да изразат револт против тоа што претходно дента некој го потпишал. Очекувате ли дека председателот Иванов... Таму имаше луѓе семејни кои што со деца беа излегле, па ја познавам неколку луѓе кои што другиот ден ми се јавија по телефон. Еве, ја ви кажувам дека имаше луѓе, колеги мои од факултет, професори. Председателот Иванов очекувате да не го потпише, иако денеска го повика и од владата, го повикуваат и неговите колеги правници. Ја читав колумната на професор Шкарич дека ќе постапи против уставот ако не го потпише договорот. Председателот Иванов е последниот браник на заштита на уставот на Република Македонија. Се заколно пред истиот, бил избран од 538.000 граѓани дека ќе го штити уставот на Република Македонија. И председателот Иванов постапи онака како што треба секој родолюб кој што си ја сака државата и кој што се грижи за националните и државните интереси, односно со забелешки, аргументирани, го врати истиот во собранието. Да, меѓутоа сега според истиот устав е обврзан да го потпише договорот. И јасно и гласно кажа зошто тоа не го прави. Сега, ако е така, баш би сакал да слушнам мислење од именуваниот професор, да ги погледа неговите книги, неговите писанија кои што самиот ги има напишано како професор, како колега на правниот факултет, не на овој јас кај што сум, што има пишувано по ова прашање. И баш би сакал да слушнам од истиот професор како го коментира кршењето на законите, уставот и процедурите во собрание кога се носеше овој закон. Би сакал да слушнам еден коментар од експертот кој што го коментира дали бил уставен или неуставен
потегот на председателот, кој што впрочем, да не заборавиме, беше меѓу првите потпишани кои што го поддржа председателот Иванов да се кандидира, се повикува токму на тоа. Не само што постапи председателот Иванов правилно, него постапи државнички, постапи патриотски. Она што некој друг не успеа да го заштити, председателот Иванов успеа да го заштити. Нели со тоа на некој начин вие презеде некаква водечка, лидерска позиција во оваа, да го наречам, некакво движење против договорот со Грција? Како да му ја остапивте улогата? Луѓето на протестите извикуваа Иванов, не го извикуваа вашето име, ние ги следат. Немам јас такви нити фрустрации, нити комплекси. Секој оној кој што навистина и мисли добро на оваа татковина, на ова парче земја, и ќе застане рамо до рамо со нас да го брани незиниот интерес, државниот, националниот е добре дојден. Се разбира, председателот Иванов, како што ви кажав, постапи државнички, постапи патриотски. Ние го поздравивме сето тоа и како политичка партија, и јас како председател на ВМРО-ДПМНЕ. И навистина, на вака на ниски страсти не би сакал да одговарам со исти стил. На председателот Иванов му постави едно прашање што ќе ви го поставам јас вас. Во Бугарија, дали со неподпишување и неподржување на овој договор практично не станувате закана за целиот регион, бидејќи договорот за решавање на спор што трае 27 години нема само значење за двете држави кои го ставија својот подпис, има многу пошироко значење, токму затоа доби подршка и од меѓународната заедница, и од членките на Европска Унија, и од САД. Практично нема земја која не го поддржа. Често пати е поставувано ова прашање, мене ми го поставија и наистина не треба тие две работи да се доедуваат во паралела, просто ориентацијата на ВМРО-ДПМНЕ спрема НАТО и ЕУ интеграциите во минатото многу пати е докажана. Впрочем, ВМРО-ДПМНЕ, знаете, во 2008-та малтене беше влада во Република Македонија, кога Македонија беше блокирана од страна на нашиот јужен сосед во тој обид да биде дел и постане полноправна членка на НАТО алијансата, но од тогаш до ајде условно кажано предавањето на владата во рацете на СДСМ има некаде околу 8 успешни акцијски планови за членство во НАТО алијансата, има исто толку успешни препораки за отпуштување преговори со Европската Унија, така што не само што ВМРО-ДПМНЕ во минатото во многу наврати ја покажала својата ориентација кон НАТО и ЕУ алијансата, туку и тоа и практично го покажала на дел. Инаку ме прашувате околу поздравувањето од страна на целиот свет. Јас исто така имам едно контрапрашање кое што често пати го поставам и не мора да ми одговорите или било кој. Не е битно дали ние сме запознаени меѓу договорот помеѓу Соединетите Американски држави и Камбоџа, да речеме. Нити вие го знаете, нити ја. Ама сме го поздравиле, претпоставам, на времето. Да, ама го знаеме, обично е контекстот и што значи геополитички. Не мора да ги знаеме. Договорот меѓу Соединетите Американски држави и Северна Кореја. И суштината на договорот, знаеме што тој носи, ги знаеме консеквенциите, како што ги знаеме консеквенциите на овој договор. Како Македонија ќе влезе во НАТО ако не стапи на сила, ако не се реализира договорот со Грција? Вака да го довршам. ВМРО-ДПМНЕ биле за НАТО. Да го довршам одговорот на претходното ваше прашање. Нити јас, нити вие, претпоставам ја знаете содржината на тој договор, но го поздравивме и сме срекни што конечно седнале, луѓето се договориле, потпишале договор и така натаму, но со овој договор јас и вие треба да живееме. Со содржината на овој договор јас и вие треба да живееме. Еве јас читајќи го, можеби малку повеќе сум му посветил внимание од вас, па детално сум ги анализирал член по член и навистина не можам да најдам ниту една позитивна карактеристика со која што можам да кажам дека овој договор навистина е соодветен на државните и националните интереси на Република Македонија. Поготово, еве анализирајте го членот 8 од договорот, каде што ќе бидат формирани комисии, најпрво двете влади двете влади ќе се информираат преку дипломатски ноти да формираат две комисии кои што понатаму ќе вршат комплетна ревизија. Па не историјата, ако внимателно сте го прочитале, ќе видите дека историјата, археологијата и образованието и све што ќе најдат иридентистичко ќе биде заменето.
од една страна велиме заштитивме она, а од друга страна... А не е она, господине Мицковски, она е македонскиот јазик, македонско државјанство, баш и не... Точно така. Еве ќе дојдам и до тоа, само ако ми дозволите да завршам. Еве, ние сега имаме една ситуација во која што вие велите македонскиот јазик, националност и така натаму, а од друга страна имаме изјава, односно демарш денеска од Министерството за надворешни работи на Грција, кој што вели силно апелираме до председателот на владата дека ова не е војска на македонска војска, туку е војска на односно армија на Република Северна Македонија. Тоа за вас е зачувано достоинство? За вас е зачувано достоинство кога двете земји ќе реагираат Ципрас ако било каже дека таму постојат северно македонци и никој при тоа од Република Македонија нема да најде за сходно да ја демантира таа изјава? За вас е зачувано достоинство каде што јазикот македонски при тоа нигде во свет никој не говори македонски со фуснота и спаѓа во групата на на словенските јазици, а при тоа сите други словенски јазици, еве, лужичко-српскиот, не знам, белорускиот, српскиот, хрватскиот, зашто таму нема фуснота? Па и тие се во истата група. Прашал некој? Еве, зашто таму нема фуснота? Или не им пречело на нив, еве, да речеме. Да. Зошто, ако е ова проблем, зошто таму? Зошто, кога Коција вели не постојат македонци, постојат северно македонци, никој од кај нас не демантира и не пушта протестна нота или демарш таму. Зошто кога светски спортски интернет портали веќе не нарекуваат Норд Македонија или Северно македонци, никој не вели не е така, па мораме ние како опозиција да пуштаме врз основа на наши канали деманти, па потоа да се тоа коригира. Не е така. Знаете, треба во животот темелно да се решаваат работите, а не екзибиционистички. Секоја една работа која што е криво насадена, криво и ќе израти. Така и ова. За жал, овој така наречен договор кој што вие го кажувате, го потпиша Република Грција со безимена држава и министер кој што себе си се идентификува како Никола Димитров, на држава која што во тој договор не постои како држава, постои како бројка и втора страна. Тоа е договор за име на една држава. Па, еве имавме... Да можеше Република Македонија, веројатно, зашто преговара? Се преговара 25 години. Па еве сега рековте, јазикот е дефиниран, националноста, велите според вас е дефинирана. Јас ви велам членот 8 ќе се формираат комисии кои што ќе третираат проблеми во образование, археологија, историја, само за име. Според вас излековте дека... Во основа зборуваме за спор, за оспорување на името, кое тоа е погрешното во договорот. Што со овој договор во преамбулата стои дека све претходно, сите позиции кои што Република Македонија ги имала, и привремената спогодба, и резолуцијата, и Хашката пресуда, отпаѓа. Тоа више веќе не важи. Од овој момент па натаму почнува нашата историја и од овој момент па натаму почнува прашањето со нашите Зошто нема триумфализам во Грција, ако е толку добар овој договор за Грција, толку штетен за Македонија, според вас? Напротив, слушаме практично исти реакции од грчката опозиција, исти напади дека за предавство, за велепредавство, дека не е владата патриотска, дека се продала за признала македонски јазик и македонци. Зошто нема триумфализам? Па видете, може би ова прашање треба емисија или екипа од Телма да појде во Грција да сними едно интервју со... Не, вас ве прашувам, ако е штетен, тогаш во Грција би требале да слават, напротив. Немам никакви контакти со луѓето таму. Ви следите сите соопштенија? Па да, ги следам и... Гледам дека, да, ја следите и грчката политика, сигурно. Па не, ја следам грчката политика која што го спорува моето битисување. Логично е, нели? Не мора да е грчка. Било која светска политика која што третира национални теми. Јас како председател на најголемата и можеби најголемата политичка партија во државата. Да, меѓутоа знаете дека нема триумфализам, туку критики. Ама вие ме прашавте зошто? Навистина не знам, треба нив да ги прашате за да ви одговорат. Не, ако е договорот толку добар за Грција, ќе ги прашате, претпоставам ќе ви одговорат. Не знам, ја немам одговор на... Немате одговор. Па немам, да. Тогаш како Македонија ќе влезе во НАТО ако... Значи, ќе добиеме покана сигурно следната недела, меѓутоа членка Македонија ќе стане ако се спроведе договорот со Грција.
Како вие ќе ја внесете Македонија во НАТО без договорот со Грција? Видете, ако е прашањето дали можеше подобар договор од овој, да, еве веднаш ќе ви одговорам, сигурен сум дека можеше подобар договор од ова. Ако процесот се водеше како што треба, ако на процесот му се придеше онака како што треба, содржински, темелно, аргументирано, со факти и така натаму, со сериозен тим, со сериозна екипа, а не пазарџиски, јас ви гарантирам дека можеше подобро. И на крајот од денот, наше демократско право е во 21. век, како опозиција, да го браниме достоинството на нашиот народ и на нашата татковина. Ако некој има против тоа нешто, тогаш или не е демократ, или нема доволно голем демократски капацитет. Како ќе влезе државата во НАТО? Кога ќе победи ВМРО ДПМНЕ на следните предвремени или редовни парламентарни избори, ќе дозволите да дадам одговор на вашето прашање со дела. Кажете ни, мора да знаете, зошто да чекаме следни видете, јас во животот... Следни избори, веројатно знаете како ќе внесете Македонија. Нешто што велите дека била прва и најголема заложба на јас во животот целокупното свое постоење и напредување го темелам на мерит системот. Условот е јасен. Претпоставувам дека единствен услов по кој што Македонија треба да напредува е мерит системот. Ако за вас е тој услов јасен, тогаш можеби ќе ми дозволите да имам различно мислење од вас и да им мислам дека не е така. Апсолутно, јас само го барам вашето мислење. Да не се согласам со вас. Така што, навистина, ситуацијата во која што сега се наоѓаме е прилично деликатна. Имаме еден процес кој што е на средина од никаде, вака буквално кажано. Не, знаете зашто? Затоа што условот ќе остане, поканата ќе остане. И на следните избори, еве, вие барате избори следната година, можни се што и да се случи во исто време со председателските, тука некаде доаѓаат председателски избори. Така да би требало веднаш да имате прашање за вашите гласачи. Како условот е тој, ако победите на избори, како ќе ја внесете Македонија? Политиката се темели на стратегија, стратегијата се темели на факти и аргументи, затоа велам, дозволете ВМРО ДПМНЕ да ја формира следната влада и тогаш со дела ќе ви дадеме одговор на вашето прашање. Како што можете да видите, во минатото многу пати преговарачките позиции се менуваа. Нашиот се конеше во жица, предци, дедовина, татковина и така натаму, па драматично ја смени својата преговарачка позиција. Да видиме периодот што ќе донесе, па понатаму ќе коментираме нашите позиции. Како вие ќе преговаравте со Грција? Очигледно дека е постигнат компромис. Што остапува Грција? Јазикот, идентитетот, Македонија ерга омнес, промена на името. Како ние ќе преговаравме, кога ќе имаме можност ќе ни дозволите да го водиме тој процес, но како се преговараше, јас ви кажам, се преговараше екзибиционистички, се преговараше комплетно погрешно од сите здрави логики, не темелно, не суштински, без никаква поддршка од страна на експертската јавност, нити некој се консултираше со експертската јавност, нити некој побара помош. Еве дури гледаме председателот на МАНУ како го излета човеков, најпрво даваше изјави дека никако промена на устав, а со цел уставно име, тоа задира во идентитетот, во идентитетските прашања и така натаму, за да после истиот овој човек, после некое време, повторно го изретерира, следејќи го, нели, првиот најповикан во случајот, тој е премиерот, каде што вика, па добро, еве, сега мора да се прават отстапки и така натаму. Видете, ова се сериозни работи за сериозни луѓе кои што приоѓаат темелно на ваков тип на проблеми, а не пазарџиски и навистина врз основа на хипотетички прашања. Јас тоа исто како сега да ме прашате какво време очекувате да биде за време на НАТО самитот во Брисел и јас да се обидувам да ви одговорам. Не можам навистина да ви дадам соодветен одговор на вашето прашање. Сам дека се вие по суштински. Дури вашите народните партии, европските народни партии го поддржа договорот со Грција. Нели тоа го чувствувате како шлаканица од вашите, нели, исти партии во Европската унија? Точно, и ние ја цениме поддршката од страна на целиот свет кој што ја даваат на Република Македонија и во НАТО и во ЕУ интегративниот процес и
работевме на тоа при нашите посети во Брисел, при нашите состаноци со нив, апелиравме, баравме поддршка и така натаму. Разликата е во тоа што ние треба да живееме со содржината на овој договор. Истата аналогија би ја пренесол на она што претходно ви одговорив. За жал, содржината е крајно капитулантска и поразителна за Република. И тоа е реалноста. Сега ние можеме да збориме за семантика колку сакаме, да ги вртиме прашањата вака или така, но суштината е таа. Еве, во неколку позиции ви демантирав и ви кажав зошто е тоа така, зошто е договорот противуставен, зошто е договорот анационален и антидржавен. Така што дозволете не ме демантирате, бидејќи јас само прашувам своји ставови, не. Дозволете ми да го задржиме нашето елементарно демократско право, да се бориме за нашето национално достоинство, да се бориме за интегритетот на нашите граѓани. И впрочем, повторно ќе кажам, дали ние сме право или не сме право, јас навистина низ Македонија ширум улиците не гледам еуфорија, напротив, гледам разочараност, гледам гнев, гледам луѓе кои што нервозно го коментираат ова кое што нели е референдумот шанса да се види војата на народот? Да видиме како ќе се развива политиката во периодот што следи, па ќе коментираме. Добивме прашања од граѓани, јас ќе прочитам само неколку на оваа тема, практично истите. Дали ако референдумот е успешен, ќе си поднесете оставка, прашува Марко. И дали има алтернатива на НАТО и ЕУ? Апсолутно, основна ориентација на Република Македонија на ВМРО ДПМН е НАТО и ЕУ и тука немало нити ќе има било каква дилема. Јас ви кажав дека најмалку 8 успешно завршени акцијски плана се позади НАТО и интегрирањето на Република Македонија во влади од страна на ВМРО ДПМН, најмалку 8 успешни препораки за отпочнување преговори од страна на Европската комисија за време на влада на ВМРО ДПМН, така што апсолутно тука немам никаква дилема, нити ја, нити било кој во раководството и структурата на ВМРО ДПМН. Околу оставката тоа е политички сегмент кој што повторно е во сферата на хипотетизмот, не би одговарал, јас сум сепак сериозен човек за да дефинирам такви сепак лидер на партија, тука оставките повеќе се однесуваат на функционерите. Наоми Тановски, како ќе го решите спорот со Грција и дали воопшто ќе го решавате ако референдумот пропадне? Па да, генерално одговоривме на тоа прашање, беше содржано во едно од вашите прашања. Добро. Ви ќе одговоривте да по која основа е според вас штетен договорот. Боба Неделковски, дали со овие потези Венецијанска комисија кривични пријави ВМРО ДПМН само се пере од членството кои иако немаат ништо против договорот, бидејќи цела Европа го поддржува, или кратко, дали е ова алиби политика ваша? Не, ова е државничка политика, затоа што ние тоа го кажавме во многу наврати во минатото. Еве ќе дозволите да одговорам на гледачот кој што го поставил тоа прашање. ВМРО ДПМН каже, ќе повторам, дека ќе ги искористи сите институционални и демократски алатки кои што му стојат на располагање да го спречи институционализирањето на ова капитулантско дело. Го анализиравме јас, делот луѓето кои што се дел од највисокото партиско тело, точка по точка, член по член, јас во неколку наврати, со работниците во неколку наврати, впрочем и експертите, зошто ова дело е такво какво што е, зошто е анационално, антидржавно и е спротивно на уставот и законите. Ги елабориравме постапките во собрание кои што доведоа до негово така наречено усвојување, така што навистина не би имал што да додадам. Видете, кршејќи го законот и уставот, кршејќи ги процедурите, водејќи политика ден за ден, бидејќи вие не можете да испорачите тоа што сте ветиле, создавате недоверба кај граѓаните и логично е од кај граѓаните како реакција да се појави недоверба во институциите, кои што заутре би биле најповикани да спроведат еден демократски референдум и така натаму, да не им веруваат на тие институции, да не им веруваат на политичарите. Тоа ние го гледаме и на анкетите, каква е довербата, но ние вистинските анкети, каква е довербата на политичарите од власта. Токму опозицијата со големо мнозинство би требало да бидете контролори на тие институции и на спроведување референдум и на се... Па видете, вие не можете да бидете контролор
и да направите нешто во собрание, ако мнозинството во собрание одлучи наместо од матичната комисија да го префрли ова дело во друга комисија која што повеќе им одговара. Ако му додели европско знаменце владата, вие како опозиција што можете да направите, сем да поднесете кривична пријава до соодветните институции за кршење на законите и уставот, да поднесете представка до Уставниот суд, да поднесете представка до Венецијанската комисија. Ако некој ви го крши правото на дебата во собранието, вие повторно можете на демократски и преку институциите да се борите со сето тоа и нормално, легитимно е да го искористите правото на протести, правото на изразување револт на улиците, што впрочем ВМРО ДПМН го прави. За жешкото лето да продолжуваме, ќе направиме една куса пауза за реклами и продолжуваме со интервјуто со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Гледате Топ тема на ваша страна, гостин лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Господине Мицковски, еден од заклучоците на Советот на Европската Унија е расчистување со незаконските дела, го читам, дека е важно продолжување на расчистување на незаконските дела откриени преку прислушуваните разговори и да биде утврдена одговорноста за нападот во собранието на 27 април. Крајот на август веќе се очекува, денеска имавме први пресуди за нападот на пратеникот Зијадин Села. Крајот на август се очекуваат пресуди и за останатите обвинети за 27 април. Да, знаете што, јас го слушнав некни и председателот на владата во собрание како се обраќа на пратениците на ВМРО ДПМН во со истиот наратив, но заборави да каже дека на тие луѓе ќе им биде малце непријатно да седат во исто друштво со човек кој што го гледале и го слушале како за работа која што треба да ја заврши по закон како градоначалник на една општина во Република Македонија бара мито. Иако за таа работа барал мито која што требало да ја заврши, а не ја завршил, кујзне што е во прашање за овој така наречен договор за кој што говоревме во првиот дел од вашата емисија, ако знаеме дека често пати во минатото разни куфирчиња, амфори беа во прашање и истиот тој советник кој што тогаш ги нудел на Глигоров, гледаме сега како вака несебично го брани ова така наречено капитулантско дело, договор. Така што мислам дека тоа е суштината зошто Македонија не доби датум за отпочнување преговори и нема никакви реформи заради обвинението само против Зоран Заев, бидејќи има многу повеќе обвиненија од специјалното јавно обвинителство за функционери од ВМРО ДПМН од минатата влада. Да, ние сме го коментирале тоа во многу пати во минатото и наистина би било одвишек да и дури и во вашата телевизија да коментирам. И обвинението против Заев сте го коментирале многу пати, меѓутоа сега го издвојувате како единствено. Точно така, бидејќи го користиш истиот наратив и сакам да поентирам со тоа дека човек кој што заклучокот од Советот на Европска Унија. Токму тоа сакам да кажам, тој истиот наратив господинот Заев го цитираше во парламентот, односно кон пратениците на ВМРО ДПМН, но заборави при тоа да каже дека и личниот пример вака да го истакне на истата говорница, сепак има имунитет, бидејќи видовме како непримерно и недостоинствено обвинува пратеник од страна на ВМРО ДПМН со ниски страсти за нешто што не е вистина. Но затоа пак заборави да каже дека истото тоа судство на него му додели ослободителна присуда за нешто што целата македонска јавност го гледаше, а Бога ми го слушаше. Ајде, јас да сум човек кој што овие сетила не му се силно изразени, но имам луѓе кои што сум се консултирал и навистина истото го слушале и тие и истото го гледале, што и јас сум го гледал. Така што заборави тоа да го каже пред целата македонска јавност, но исто така не заборави да шпекулира и да навредува пратеник на ВМРО ДПМН како што беше случајот со господинот Крстевановски, односно кој што е дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН, навистина непримерно од страна на првиот најповикан во владата на Република Македонија, човек кој што најмалку треба да си дозволи едно такво однесување. Второ, кое што исто така е значено, е што имаме нееднаков
аршин во изнесувањето на судските пресуди. Еве денес имавме таков пример, имаме луѓе кои што се осудени на вкупно 81 година затвор, а во Охрид се случи убиство, каде што човекот кој што го направил тоа убиство е осуден на 5 години затвор. Да не зборувам за сите овие неразоткриени случаи на убиства по скопските улици, по скопскиот асфалт, за сите оние тероризирања, физички напади, обиди за убиство кои што се случуваат со ножеви, пресметки и така натаму, а сите тие се квалификувани како насилство. Сега овој случај се темели на тоа дека имаме пресуда која што е наква на 81 година затвор. И ја користаме оваа прилика, бидејќи ова е свежо, да информирам македонската јавност дека како претседател на ВМРО-ДПМН пред партиските органи ќе предложам и ќе побарам поддршка од страна на извршниот комитет и од страна на централниот комитет, но и од страна на пратеничката група да изработиме закон за амнестија на овие луѓе, бидејќи очигледна е политичката пресметка, а не докажувањето на кривичното дело. И кога и доколку добијам поддршка, од кога ќе се изработи овој закон, истиот ќе биде поднесен во собранието, односно во собраниската процедура, и ќе побарам поддршка од страна на господинот Зијадин Села да го поддржи истиот закон. Ќе барате амнестија за сите обвинети за случувањата и насилствата на 27 очигледно дека станува збор за собранието. очигледно дека станува збор за политичка пресметка, очигледно дека станува збор за притисок врз ВМРО-ДПМН, очигледно дека станува збор за притисок врз семејствата на тие луѓе. Еве имаме човек, пример денеска, кој што 8 месеци беше држан во притвор, а е прогласен за невин. Како го толкувате вие тоа? Дали вие се видовте со Зијадин Села? Точно се видовме, да. Нападот и ќе одите и ќе побарате од него да дозволи да бидат амнестирани неговите напаѓачи. Точно, и кога би бил јас Зијадин Села, би го поддржал исто. Зошто? Да бидат амнестирани луѓе кои се обидоа да направат воен? Затоа што ви кажав, ова е класично политичко дело, политичка пресуда, затоа што 81 година затвор на луѓе кои што се родители, на луѓе кои што имаат по неколку деца во случајов, на луѓе кои што очигледно двоја и го спроведуваа редот на тој немил настан таму во собранието на тој ден, да им се даде казна драконска од 13 години, а за слични такви дела се даваат по година-две и им се намалува степенот и квалификацијата. Тогаш не можам во ништо друго да поверувам. Во македонскиот парламент. Ништо не можам. Бевте таму. Не можам за ништо друго да поверувам, туку да кажам дека станува збор за дела кои што имаат политичка мотивираност, за дела кои што навистина не можам да ги разберам како човек и токму од тие причини, како што ви кажав, ќе побарам од страна на партиските тела, страна на извршниот комитет, централниот комитет, но и од пратеничката група да се изработи еден ваков закон. Политичка мотивираност гледате во судот или политички мотивирани беа насилствата во собранието? Па видете, ако имате од една страна човек кој што на очиглед на целата македонска јавност бара тоа што бара и го слушате како тоа го прави, а е ослободен. Ако имате премиер кој што предскажува пресуди, од друга страна ако имате извештај од Греко дека не се спроведени доволно реформите во судството кои што се однесуваат на корупција помеѓу пратениците, официјалните лица, обвинителите и судиите, и никој не поднесува одговорност, а од друга страна гледате драконски казни за дела за кои што нема елементарни докази, тогаш навистина не би можел што друго да кажам, сем да кажам дека станува збор за класичен политички монтиран случај кој што има за една цел да ги заплаши граѓаните, да внесе страв на сите оние кои што ќе се обидат да протестираат против. А што има цел насилствата во собрание? Па еве, јас ви кажувам, имаме човек кој што помина 8 месеци во притвор и денеска е прогласен за невин. Што имаше тој цел? Јас ви прашувам за луѓето кои се осомничени за насилствата во собранието на 27 април. Па еве, јас ви кажав, ви дадов еден одговор, да. Ретко давате одговори во не, точно, ова интервју. Како очекувате амнестија на луѓе кои се обвинети за тероризм?
не се обвинети за тероризам, не сте го прочитале, најверојатно. Ова беа обвинети за напад и обид за убиство. Да. Зборуваме, има други обвиненија за настаните. Еве ви го читав советот. Бара одговорност за настаните на 27. Еве ќе ви дадам една споредба зошто е политички монтиран случајот. Погледате го Монструм случајот и погледајте го случајот 27 април, популарно наречен. Доколку, не дај Боже, ако ми дозволите, беше жртва господинот Зијадин Села, за среќа го преживеа нападот и во добро здравје, исто ке беше политички монтиран. Еве да одговорам на вашето прашање, па после и на второто прашање ќе одговорам. Имаме случај кога Монструм, каде што имаме екзекуција брутална, имаме докази кои што се такви какви што се. Спорот е воден 5 години. Урната е пресудата, рочиштата се вратени на почеток, се одвиваат еднаш месечно, а од друга страна имаме судски спор од 27 април, кој што рочиштата ги закажува надлежната судика на дневна основа, ден за ден, и при тоа соседите ми кажуваат дека неколку мина се грижат за безбедноста на истата. Ја не гледам ако сум чист, ако сум како граѓанин, како да кажам, сум слободен граѓанин, јас слободно можам да шетам. Ако тоа што го работам е согласно законите, уставот, принципите, правилата, не гледам зошто е потребно да некој се грижи за мојата безбедност, поготово бидејќи сум јас повикан да ја делам правдата. Дали му изразивте жалење на премиерот Заев или некако сочувство од како беше нападнат во собранието? Тоа целата јавност, ние во живо го гледавме. Па мислам дека тогаш ние кои не бевме внатре во собранието. Мислам дека тогаш ВМРО ДПМН и тогашниот председател на ВМРО ДПМН има соопштение во јавност, односно имаше и пресконференција и сега навистина не се сеќавам на содржината на истата, но мислам дека таму беше јасно кажано во тој момент за ВМРО ДПМН нешто. И уште едно да завршиме со тоа. Дали, како вие лично гледате на сето она што се случи на 27 април? Кој е вашето гледање на сиот тој настан? Јас во многу пати тоа сум го кажал. Според вас за... Јас во многу пати тоа сум го кажал во минатото и ќе го повторам. Навистина мене ме чуди и мислам дека и во оваа емисија тоа го имам кажано, навистина мене ме чуди дента изјавата на тогашниот министер за внатрешни работи кој што велеше дека организирани вооружени групи по планините низ Македонија се организираат да нападнат, да го нападнат народот пред собранието и истите тие малтене се пред Скопје и се подготвени за една вооружена престрелка и да се случи еден вооружен инцидент помеѓу кој што пледира да стане меѓунационален и меѓуетнички конфликт, а при тоа еве години потоа никој од обвинителството, никој од надлежните институции не се позанимава да ги пронајде кои се тие луѓе, да ги праша од каде им е тоа оружје, со какво оружје располагаат. Мислите дека имаше и странска вмешаност? Дали тие луѓе одредени држави, бидејќи имаше и такви индици? Па не знам, јас нити сум бил тогаш министер за внатрешни работи, нити некој полициски службеник кој што располагал со било какви информации. Добро, како лидер опозиција имате пристап до многу повеќе информации. Не, тогаш не бев председател на ВМРО ДПМН, но еве затоа сега како председател на ВМРО ДПМН легитимно да го поставам ова прашање, да видам што се случило со тие вооружени информации, можеби утре истите ќе ни се повторно најдат некаде како се шетаат слободно, шетуцкаат по планините низ Македонија наоружени. Да ги прашаме кој ги формира, кој ги наоружува, од каде им е оружјето, која е нивната цел што се наоружуваат. Да, господине Мицковски, тие не ги видовме, меѓутоа ги гледавме нападите. Министерот за внатрешни работи. Гледавме што се случува. Да, тие постојат. Министерот за внатрешни работи даде изјава. Во собранието сите ги видовме што се случува. Еве ја ви кажувам пример, имаме човек кој што 8 месеци е држан во притвор и денеска е прогласен за невин. Како вие тоа го коментирате?
Тоа веќе влегува во онаа сфера каде што вие исто ќе треба да придонесете многу, да направиме реформи во Затоа и ќе придонесеме, судството. точно, јас повторно ќе кажам. Бидејќи во во многу пати во минатото сум кажал, проблем само на оваа власт, притворите секогаш беа користени и во минатото како начин имате извештај од Греко. Јасно ви кажува дека присилба и притисок врз и политички. Не, ја ви кажувам, имате извештај од Греко на нивната седница одржана на помеѓу 18 и 22 јуни, каде што Македонија добива или мај беше, не ме фаќате за зло, Македонија добива незадоволителна оценка за реформите во судството од аспект на превенирање од корупција во јавните установи, во парламентот, во обвинителството помеѓу судиите и така натаму. Еве, погледајте го извештај. Погледајте го извештај. Го имате на веб страната. Па никој од судиите од тефтерчето на Јанкуловска не е променет, господин. Не, вакви ниски страсти не би сакал да коментирам сега ова наистина. Ниски страсти, тоа го слушавме во Па треба да бомбите, ја мислам дека и вие сте ги слушале, предпоставам треба да ја дека повикате ги... господјата Јанкуловска и да го поставите во прашање. Па ги знаете и вие тие суди, исти некои од нив и сега судат и учествуваат во судските процеси и во повинени. За мене постои правда, правдина, почитување на правото и демократија. Како вие би го реформирале? Што очекувате како да се реформира судството? Подготвуваме сериозна и темелна програма во неколку области. Едно од основните области ќе бидат и реформите во судството. Се разбира, оние вистински реформи во судството, не овие лажни реформи, кои што, еве, Греко за прв пат, откако Македонија е членка на таа организација, дава незадоволителна оценка за прв пат и никому ништо. Добро, ние сме навикнати на лоша ситуација во економија, немање реформи во образование, немање реформи во социјалата, немање реформи во здравството. И тој извештај на Греко не се однесува, опфаќа владење и претходно. Никогаш судството е најкритикуваната област во сите извештаи на Европската комисија. Имам чувство како да не внимавате добро. Да бидеме фер. Ајде да бидам фер до крај, затоа реков, состанокот е помеѓу 18 и 22 јуни или мај, не ми фаќате за зло, и го опфаќа периодот од една година кога оваа влада од 1 јуни е избрана. Да. Јас не зборувам за претходните, затоа внимавам што кажувам. Ништо не направила. Да го реформира судството кое беше и претходно. Но не само што излегува. Она што е раритет во случајов е што за прв пат имаме таков извештај. Од 2000-та година, чинам беше, ако добро прочитав, Македонија делот оваа институција, за прв пат добиваме ваков извештај. Сакате да кажете дека дотогаш до пред една година судството било добро? Знаете кој го води телото за реформи во судството? Премиерот. И кажете ми втора држава каде премиерот го води телото за реформи во судството. Бидејќи не успеа комисијата и бевме сведоци тука и водевме многу дебати на оваа маса. Ако не успеа комисијата, се сеќавате на изјавите на тие луѓе кои што поднесоа оставки, кои што излегоа, што рекоа, ние не прифаќаме да фингираме реформи, него ако се зафатиме да го реформираме судството, тогаш прифаќаме суштински реформи, а ова што нас не се сервира е далеку од тоа. И после такво нешто, вие го премолчувате, драмска тишина, и тога се појава јунакот, вика, јас ќе застанам на чело на ова тело и ќе го реформирам, и резултатот од тоа ви е овој извештај од Греко. Ви вика, не само што не го реформиравте, него и го уназадивте. Заради мислите дека можеше и полошо од ова што беше... Прост пример, како токму преку АКМИ системот умилената судика на нова власт го добива случајот за 27 април. По која формула, по која случајност? Теорија на случајноста е, пошто сум од тие природниве науки, во случајот се обидов преку равенки да ја решам оваа неравенка, не успевам. Па видовме како функционирал АКМИ системот. Видете, еве и на ова ќе ви дадам. Функционирал, видете, еве и на ова ќе ви дадам прашање одговор и тој ќе биде принципиелен. И јас можам да ги разберам граѓаните во Република Македонија кои на минатите локални и парламентарни избори гласале против ВМРО-ДПМНЕ, сигурно имале добра причина зошто тоа го сториле. Сигурно имале добра причина зошто тоа го сториле. И исто така, истите тие граѓани можам да ги разберам сега кога се револтирани, дека кога гласале против ВМРО, гласале за луѓе кои што во тој момент им ветувале се, а сега не исполнуваат ништо, напротив ги уназадуваат. До кога ние ќе правиме реминисценции на минатото?
Ние треба да гледаме како оваа држава да ја реформираме и да направиме подобра. Сметате дека не може да има колективна амнезија и се да почне со новата влада. Ама вие мене ме прашувате, еве јас ви давам одговор конкретен. Јас ги разбирам и можам да ги оправдам. Имале сигурно добра причина зошто гласале против ВМРО ДПМН. Но истите тие граѓани сега кукаат или лекаат со тоа што гледаат дека им се случува со нивната држава. Дали ова да го сватиме како оградување ваше од некои политики на поранешната влада? Како сакате, сватете го. Јас ви го кажав ова што сакам да го кажам. Реминисценции во минатото и барање оправдување со минатото не носат подобра иднина. Иднината на граѓаните треба да ја градиме врз основа на мерит системот, квалитети и реформи. Ако вие фингирај, вие основниот елемент во вашето битисување, нема успех. Нели за тоа ни треба Европска унија? Токму тука го гледаат луѓето. Па токму тоа ви го кажа Европска унија. Дечки, не работите. И затоа нема да добиете датум. Ке добиете датум откако по овие 4 клучни области ќе направите реформи, а ние во јуни 2019-та ќе ве реоценуваме да видиме дали сте направиле, па да ви дадеме евентуално датум во 2019-та декември. Се проведе договорот со Грција. Најавивте жешко лето за Македонија. Работно лето, што значи тоа? Не, ние најавивме работно лето, односно лето за Македонија. 1500 тимови на ВМРО ДПМН ќе допрат до секој дом, ќе се обидеме да ги прикажеме политиките на ВМРО ДПМН, ќе се обидеме на граѓаните да им ги сублимираме сите погрешни политики од страна на оваа влада предводена од СДСМ и од Зоран Заев. Ќе се обидеме да обезбедиме што е можно повеќе сојузници во нашата борба за зачување на националното достоинство, националниот идентитет, националната гордост, се разбира. Сите тие имаат определени порции, имаат цел која што треба да ја исполнат. Обуките започнуваат уште овој викенд. ВМРО ДПМН во минатото покажало во многу наврати дека е државотворна партија, така и овој пат партија која што поседува сериозен човечки потенцијал, интелектуален потенцијал. Продолжуваме и понатаму, така. Ќе има и други протести летова? Да, секако ќе има и други протести. ВМРО ДПМН врз основа на приликите, врз основа на потенцијалните ризици да некој наметне сценарио кое што би му ги одземало на ВМРО ДПМН аргументите и некој би го прогласил за радикален елемент, ќе ги превенираме, односно доколку видиме дека такво е можно сценарио, ќе го одложиме, ќе го поместиме таквиот протест, но секако не се откажуваме од протестите, не се откажуваме од институционалната, од демократијата, односно демократското протестирање, така што тоа прави една конструктивна опозиција, тоа прави една современа опозиција, тоа прави една опозиција која што приоритет е националното достоинство, интересот на граѓаните, интересот на нивната татковина. Опозицијата оваа нема да ги фарба и нема да уништува она што некој претходно го создал. Оваа опозиција има државотворен карактер, била и ќе биде на браникот на македонското национално достоинство. Дали е ова кампања против договорот со Грција за името? Ова е кампања за Македонија. И затоа кампањата се вика Лето за Македонија. Уште барем две прашања добивме многу од гледачите. Зошто Едвард Карделј Џуниор, зошто наводно конзервативна партија се фали со субвенции, минимална плата, мегаломански буџети, вработување и кога и дали планира да свртат курс и да имаат нормални десничарски политики? Мислам дека дадовме одговор на Едвард Карделј Јуниор. Така, се нарекол. Се нарекол некој, да. Има и такви. Мислам дека ако внимателно го следеше последниот дел од нашата емисија, доби одговор на ова прашање. Уште едно Инаку да, ВМРО ДПМН ќе стори се што е во нејзина моќ и ќе ги употреби сите алатки кои што ги има на располагање да обезбеди достоинствен живот за секој граѓанин во Република Македонија. Од Трпе Македонецот, останувате ли на позицијата да има предвремени парламентарни избори заедно со претседателски во мај 2019? Јас тоа го објаснив и не така одамна емисија, но еве повторно ќе го објаснам. Принципиелно, кога зборувавме во март месец околу овој поширок опфат на чекори кои што треба да се направат, меѓу кои носење на закони и слично, принципиелно договоривме да го отвориме изборниот законник во јуни, што не се случи, а да го затвориме во септември и октомври,
Потоа да се случи таа техничка влада по принципот на онаа пржинска влада од предвремените парламентарни избори во декември 2016 и тоа е 100 дена, тоа значи дека би се поклопиле изборите заедно со првиот круг од претседателските избори. Но бидејќи ја тоа не кеф вака јавно да го коментирам, бидејќи чувствувам дека кога постои договор кој што се темели на Chatham House Rules, односно тоа што ќе го договорите да остане тука, треба да го почитувате. И во принцип така сум воспитан и така делувам. Но гледам дека од владата ги коментира содржините од тој разговор и јас се чувствував повикан да објаснам зошто кажав со првиот круг претседателски избори. Но еве, повторно ќе користам оваа прилика на гледачите да им кажам дека ВМРО ДПМН е подготвен веднаш да оди на предвремените парламентарни избори, кои што не мора да бидат заедно со претседателските, нормално под истите оние услови, ни повеќе ни помалку, што ги имаше тогашната опозиција, тоест СДСМ за време на предвремените парламентарни избори во декември 2016 година. Дали би барали избори заедно со референдум? Ви дадов одговор. Да видиме прво што ќе се случува по темата референдум, па ќе коментираме. Но за изборите, еве, ви дадов одговор. Ви благодарам на учеството во топ тема. Ако само уште една мала прецизност, ако се поистоветат изборите со референдумот, тоа значи дека нема да биде во септември, односно оваа дата вие која што ја кажавте дека е наводно договорена, а не е, тогаш би било најмалку во октомври или во ноември, бидејќи 100 дена претходно треба да имаме техничка влада. Ви благодарам, има уште многу прашања, се надевам дека повторно. Па периодот што следува ќе ни биде задоволство да одговараме на сите прашања, токму тоа е нашата улога како политичари, како луѓе кои што основна цел и мотивација да битисуваат како политичари да се грижат за македонското национално достоинство. Ви благодарам за учеството. Тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Останете со Телма и имајте пријатна вечер.